Почитувани колеги, пратеници од власта на СДСМ, министри од редовите на владата на Зоран Заев и СДСМ, би сакал да ве замолам. Би сакал да ве замолам денот кога ќе дојде време да ја вадите таблата во ова собрание, каде што пишува Собрание на Република Македонија. Да не ги фрлате тие табли. Дајте ни ги нас, ке ги чуваме. Ке ги чуваме на нашите покриви, ке ги чуваме во нашите подруми. Кога ќе ги вадите таблите, каде што пишува Касар на Илинден, Армија на Република Македонија, каде што пишува МВР на Република Македонија, каде што ги пишува имињата на нашите театри, нашите училишта, нашите институции. Кога ќе ги вадите таблите каде што пишува Скопје, Крушево, Кавадарци, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, Република Македонија, не ги фрлајте таблите, не ги кршете. Дајте ги, ќе ги чуваме во нашите подруми и на нашите тавани. Може би за 5, 10, 15, 20, икс години ќе дојде време кога ние или нашите потомци ќе треба да ја дувнеме прашината од тие табли и може би повторно ќе ја видат светлината на денот. Затоа што колку повеќе ни го оспоруваат и одрекуваат името Република Македонија, толку повеќе го сакаме. Ке изгрее ново сонце на слободата. Ке дојде денот, а ние сме тоа што сме. Кога ќе одиме на фудбалски, кошаркарски, одбојкарски, атлетски, ракометни надпревари, нашиот народ и луѓето ќе скандираат Македонија, Македонија, Македонија. Ќе ги учиме нашите деца и нашите внуци да го сакаат и да го бидат приврзани до ова име, затоа што тоа е она што сме ние. Тоа сме ние. Драги браќа и сестри, почитувани колеги, мене ми е криво што нам не ги срушија македонските позиции. Јасно е дека треба да има компромис, договори да се преговара. Јасни ми се и позициите и реал политиката. Но со оваа политика на неразбрани трговци се влошија, уништија и урнисаа македонските позиции кои што беа градени со векови и децении. Тоа е историска одговорност на владата на СДСМ и Зоран Заев. Но ќе дојде денот, а ние ќе продолжиме да викаме Македонија, Македонија, Македонија. Ви благодарам.